Со оглед на сегашната законска поставеност, дали е возможно да се реализира таква најава? Па, она што содржи Уставот на Република Македонија, кој е доминантен по однос на судската власт и која дефинира како самостојна и независна и така натаму, и законите кои го регулираат работењето на судовите и обвинителствата, тој Законот за судовите, Законот за јавното обвинителство, Законот за судскиот совет, Законот за советот на јавни обвинители и така натаму, кажуваат дека според амандманот на Уставот 26, мислам, ако не се лажам, тоа се врши со двотретинско мнозинство, односно законите се носат со двотретинско мнозинство во парламентот. Бидејќи тоа е така регулирано, потребно е во едната реформа да се изменат овие закони кои би овозможиле да се изврши така наречен генерален реизбор. Без тоа судовите се дефинирани, односно судиите имаат траен мандат, како што имат и јавните обвинители. Бидејќи тоа прашање е регулирано со Уставот, можност за таков пристап сегашните прописи, сегашниот Устав ограничува. Но реформата може да се движи во друг правец. Може да се тражи поединечната одговорност на судиите и на јавните обвинители. Секој судија и секој јавен обвинител е одговорен за законито работење, односно за законита примена на законите. Се што не е во согласно со законите, повлекува и одредена одговорност. Тоа прашање за одговорноста на судиите, на судскиот совет, на членовите, на јавните обвинители, се уредува со закон, така да во тој поглед тоа прашање може да се уреди со закон кој не се носи со двотретинско мнозинство. Посочувате начини на кои може да се реализира реформа, доколку не може да се реализира генерален реизбор во судството? Да, тоа е генералниот реизбор е едниот пат. Веројатно тие што го се залагат за тоа имаат своји анализи, имаат искуство, европско искуство и така натаму. Веројатно тоа го темелат на одредени своји анализи кои не ми се познати, но ова што сега е актуелно, со актуелните прописи, овозможуваат само да се преиспита одговорноста на судиите преку овој дел од Законот за судскиот совет, Законот за советот на обвинители, кои се доминантни во изборот и разрешувањето на судиите. Се судиите одговараат и можат да бидат разрешени поради одредени дисциплински повреди кои ги чини недостојни за вршење на судиската функција, исто и обвинителите. Тука би спаѓале овие одлуки кои може да се најдат и да се уредат со измена на Законот за судовите и измена на Законот на судскиот совет и Законот за советот на јавни обвинители. Прашањето е многу сложено, правно комплицирано да се изведе, но со одредена стратегија на реформа, тие закони може да се донесат, за нив не е потребно да не се бара двотретинско мнозинство. Секогаш кога се изведува некоја клучна реформа во судството, јавноста и залепува еден партиски предзнак, најчесто на партијата која што во моментот е на власт. Дали тоа ќе биде случај и сега во овој момент или тоа некако може да се избегне? Па за тоа да се избегне, затоа мислам дека е подобро да се бара одговорност на поединците, на носителите на судската власт и на обвинителската власт. Тоа е решение кое индивидуализира одговорност за носење и односно непочитување на законот и така натаму. Не е спорно тоа дека поготово последните неколку години се носат катастрофални одлуки кои судството го донесува во катастрофална состојба. Виновници, за мене, мислам, така грубо речено виновници, носители на нездравата состојба во судството се Судскиот совет во Република Македонија и овој вториот суд во обвинителството, нивниот совет. Тие што, така да речем, со товарен воз го внесува што не е добро во кадрите на судството, изборот на судиите, изборот на преседателите, распоредот на судовите, надлежноста и така натаму. Сето тоа е дело на членовите на Судскиот совет, кои, замислете, за својата работа, освен така да речем морална и етичка, нема во законот принципи на нивна одговорност за таквото работење. Ви благодарам за разговорот.